Со поставување на соларни и батериски системи, хидросистемот Јавото ќе го вратиме во живот по дводецениската агонија, најави денеска премиерот Христијан Мицкоски откако изврши увид во неговата состојба. Бидејќи сметките за електрична енергија се сега на ниво од 200.000 евра месечно, тоа значи 2,5 милиони евра годишно. Со инсталирање на тие сончеви панели и батериски системи, инсталираната моќност проценивме дека ќе биде околу 2 мегавата и 4 мегават часа батериски системи. Сметките драматично ќе се намалат, заштедата ќе биде огромна и со средствата што ќе се заштедуваат, ќе се користат за одржување на цевководот и одржување на хидросистемот Јавото, а со тоа ќе се овозможи и поголем достап на земјоделците до водата за наводнување на земјоделските површини. Ке се санираат и нефункционалните водоводни пумпи. Планираме најмалку во најскоро време 4 да оспособиме, а потоа уште дополнителни 2, со што цениме дека ќе биде исцрпен целосно капацитетот, за да во најскоро време Дојранското езеро ја добие она форма, оној изглед кој што заслужува да го добие, да го користат сите граѓани. Придобивка од санирањето на Јавото ќе имаат и граѓаните од околните населени места, но и земјоделците. Од овој цевковод во одредени периоди од годината со вода се снабдува градот Богданци, но и земјоделците, ве гледате, можеби поради недостаток на вода, голем дел од полето станува необработено. Тоа значи помалку произведена храна, повеќе увезена храна. Сакаме системски да пристапиме кон сето ова и пристапуваме системски и во насока на тоа системско пристапување, покрај овие бунари и санација на овие цевководи и пумпи, и тие пумпи кои што се потисни, кои што ја буткаат, условно кажано, водата кон Дојранското езеро, ќе бидат санирани. Несфатливо е, констатира Мицкоски, како со години наред системот функционирал со оштетени цевки. Благодарение на општествено одговорна компанија, се пристапи кон санирање на овие дефекти, ќе биде во најскоро време санирано, јас очекувам во наредните неколку дена да бидат санирани овие цевководи, со што ќе се зголеми капацитетот на огромен капацитет ќе се зголеми на вода која што ќе доаѓа до резервоарот, од каде со други пумпи потоа ќе биде пренасочена кон Дојранското езеро. Вкупниот капацитет на хидросистемот е 1000 литри во секунда испорачана вода во езерото и аграрните површини. Инаку, како куриозитет, за ова дводецениско постоење и работа на Јавото, ниту еден висок владин функционер не го посетил се до денешната посета и извршен увид во неговата состојба од страна на премиерот Христијан Мицкоски.